Лицата со попреченост гласаат иако имаат многу големи проблеми при остварувањето на правото на глас, почнувајќи од физичката непристапност на објектите во кои се гласа, организирање на гласачкото место, но и несоодветна комуникација и несоодветни информации пред изборниот процес, за време на гласањето и после изборниот процес. Најмалку информациите доаѓаат до лицата со било кое оштетување. Од нашите препораки за овие локални избори, што е прифатено веќе и усвоено од Државна изборна комисија, е олеснување на гласачкото право на лицата со оштетен вид. Значи се подготвува шаблон со кој ќе гласаат лицата со оштетен вид, од предната страна ќе набрајава азбука, но и оние што не го знаат брајовото писмо, папката ќе биде со околу бројките отворена, каде што ќе има влабнатина, така што самите ќе можат да гласаат, што досега воопшто тие лица не гласаа сами, туку некој друг гласаше за нив и им беше тајноста на гласање нарушена. Друго што е направена е проценка на секој гласачко место во Република Македонија. Вчера Дик го истакна извештајот од проценката, ние очекуваме повеќе детали од тој извештај, но сигурно поради краткиот временски период, сега се дадени процентите за физичката пристапност на влезот, поделени, но нема вкупна бројка по градови како што баравме колку е непристапноста и кој објект е непристапен. Но за да проверат лицата можат, каде што се проверува за гласачкиот, дали се наоѓаат на гласачкиот список, испод нивните лични податоци внесено е копче каде што пишува пристап на гласачкото место. Кога ќе отварат може да го видат попълнетиот прашалник со кој се правеше проценката и да утврдат самите дали е пристапно на нивното гласачко место, да се определат дали ќе може да гласаат на гласачкото место или ќе поднесат за гласање во домашни услови.